самоволието на владата и владеачкото мнозинство не застанува. Па сега ќе ја повикуваат опозицијата за да го подржи процесот, манипулирајќи го народ. Со ова што денес некој наумил да го прави, односно да продолжи, брутално ја крши воспоставената демократска практика. Играњето само на карта на договор со Грција, заменување на името и менување на Уставот на Република Македонија, еден тесен владен круг реши да го представи како национален приоритет. Но националните приоритети изискуваат национална соработка и консензус. За жал, владата не сакаше, ниту се потруди да го постигне. Ни еден пратеник, ни една пратеничка група не беа вклучени во овој национален процес. Ни една опозициона политичка партија или коалиција не беше суштински вклучена во тие тајни и затворени преговарања. Се потпиша договор и потоа некој се зацкри зад македонскиот граѓанин, но и тоа не успеа. Овој тесен круг на политичари од СДСМ реши дека тие и само тие имаат и право, и знаење, и мандат, и визија да решаваат едно крупно национално прашање, а со тоа ги потценија и ги оставија на маргините на овој процес и граѓаните, и стручната јавност, и пратениците. Ваквото водење на процесот од тесна група на владеачки политичари резултираше со тајни преговори наместо консензус на политичките партии. Наместо чувство дека договорот е дело на нашето општество и граѓаните, се создаде чувство дека се работи за туѓо, наметнато решение и за спогодба која ја доведува Македонија во положба на подчинетост и зависност кон друга држава. Ова се показатели дека договорот не извира од македонските интереси, туку дека е наметнат од друга страна, а Македонија и собранието се доведени пред свршен чин. Се направија многу крупни незаконски и противуставни грешки, кои самиот процес го прават неуставен, а самиот договор нелегитимен. Прво, овој договор не е потпишан од председателот на Република Македонија, што е спротивно на закон. Второ, самиот чин на ратификација, наместо како што налага законот и деловникот на собранието, наместо да оди преку матичната комисија за надворешни работи, процесот неделовнички се водеше во Комисијата за европски прашања. Трето, владиниот тесен круг, кој ги исклучи сите други институционални актери од процесот и го погази легалитетот на договорот, и затоа побара и реши легитимитетот за истиот да го бара од граѓаните, веројатно како покритие за сите претходно незаконски чекови. Четврто, премиерот тука во собранието на Република Македонија даде ветување дека ќе се постапи согласно Уставот и Законот за референдум и ќе се организира задолжителен референдум, како што налага член 120 од Уставот и членовите 23 и 24 од Законот за референдум. Но и тоа ветување, како и сите претходни, не траеше подолго од неколку денови и владеачкото мнозинство, без да ја консултира опозицијата, без да направи јавна расправа со стручна јавност, донесе одлука за консултативен референдум спротивно на наведените уставни и законски норми. Па на крај, малиот владин круг, на кој што многу му се брза за ова прашање, продолжи со политиката тие и само тие. Тие сами водеа кампања, тие сами определија буџет за кампањата, тие сами одлучија кампањата да се сведе на еднострана пропаганда, сами одлучија пратениците да немаат можност да го наблюдуваат процесот на гласање на референдумскиот ден, тие одлучија да го закупат целиот медиумски простор, тие сами со себе водеа дебати, тие правеа и објавуваа оптимистички анкети, тие носеа странски гости по свој избор и тие имаа мнозинство во Државната изборна комисија. За ваквите незаконски и монополизирани постапки, власта беше критикувана, но никој не им пречеше во ништо. Покрај сето ова, сепак референдумот беше неуспешен. Пето, се случи 30 септември, референдумот и денот кога мнозинството на граѓаните на Република Македонија со пасивен отпор
Со неизлегување на референдумот, согласно правото за негласање што граѓанинот го има од членот 7 од Законот за референдум, ја победи пропагандата на власт. Покрај огромниот број на неправилности, уцени и закани врз гласачите од страна на власта, како и полнењето на преку 50.000 гласови, народот јасно кажа не за промената на Уставот и уставното име. Ова не е само порака до власт, туку мнозинска волја на народот преку неизлегувањето на референдумот е императив, задолжителна обврска за секој пратеник и за собранието, која гласи: референдумот е неуспешен и народот го отфрли штетниот договор од Преспа. Кога народот ќе одлучи така, собранието нема мандат да ја менува одлуката на народот. Вие досега одлучувавте сами да го водите процесот кој народот ви го запечати со референдумскиот неуспех. Но непочитувањето на јасно изразената волја на граѓаните продолжи. Во првата фаза СДСМ и оној потесниот владин круг не смогна сили и храброст да изградиме заеднички став и да се постигне национален консензус за вака сензитивно и доста сериозно прашање. Туку реши целиот овој процес, како и досега, да го води несериозно, неодговорно и единствено воден преку притисоци, уцени и интриги, за што сведочи и резултатот од гласањето од доцните вечерни часови на 19 октомври во Собраниската сала. Потоа помина и втората фаза, а сега наред ќе е и крајната фаза, каде што повторно ќе биде потребно двотретинско мнозинство. Ова значи дека владата и натаму го крши Уставот и врз основа на неуставен договор ја веди целата постапка за промена на Уставот. Во таа смисла, ние како пратеници немаме мандат да учествуваме во обидите за менување на Уставот, што е спротивно на референдумската одлука на народот. Оваа измена на Уставот, од формално правна, но и од материјално правна причина, не смее да биде усвоена од пратениците, бидејќи истиот ги крши темелните вредности на уставниот поредок и неколку члена од Уставот. Ако веќе се стремиме кон европските принципи, така треба и да се однесуваме, а не само декларативно да го почитуваме Уставот и законите на Република Македонија. Запомнете, ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, како и граѓаните, недвосмислено се за Европската Унија и НАТО, но не и за наметнатото решение Република Северна Македонија. Барем еднаш почитувајте ја одлуката и волјата на граѓаните, патем речено, ние сите од нив сме избрани. Повикувам да престане злоупотребувањето на остварувањето на нашите стратешки цели и определби. Европската Унија и НАТО не смеат да ви бидат алиби за вашите штетни и погубни политики. Иронијата е дека некој денес оди спротивно од нив. Некој поради скриени сомнителни интереси се дрзна да оди против волјата на граѓаните. Што Матина се радува, очигледно амандманите се штетни и погубни за македонскиот народ. А оние фиктивни јавни дебати деновиве беа само форма и ефтин театар во процесот на конечна капитулација на македонската политика под водство на СДСМ и владата. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе остане конзистентна во своите ставови. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија секогаш ќе ги застапува интересите на граѓаните со почитување на законите и Уставот на Република Македонија. Затоа, ние, во понатамошниот тек од уставните измени, нема да го поддржиме нелегитимниот процес на СДСМ, на Зоран Заев и тесниот владин круг и нема да учествуваме во понатамошната постапка на рушење на македонската држава. Граѓаните на Република Македонија јасно кажаа не за ваквите ваши темни, црни и погубни политики. Со цел да ја информираме македонската јавност, би сакал да ги информирам новинарите дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата ќе одржи прес по однос на ова прашање во прес-центарот на Собранието на Република Македонија и од таа причина барам половина час пауза. Ви благодарам.